Абе, Каесар моритурите салутан. Кој разбира латински, јасно му е што им кажав. Здраво, златни мои, срциња златни. О, джигер златен да ве изеде. Кај сти ми срциња златни, златна грозница да ве стресе. Тресе златна грозница и ја ќе се истресам више. Се обидував, велам, секогаш кога ќе седнам да ја направам колумнава, имам добар увид од почит спрема колегите, од почит спрема вас, драги мои почитувани гледачи, и се обидувам, нели, ако колку можам и дали можам да ги согледам работите сериозно, за да поразговараме, бидејќи, нели, кога ни се случуваат трагедии, керефеки нема, но во меѓувреме се случија неколку работи, се случи парадата во Москва, многу интересно беше, многу пораки имаше од тамо, се случи избор на нов папа, уште поинтересна порака, пам, американо, пам. Добро. Американец избра за папа. Арно, ама ние со што треба да се занимаваме? Ние ќе се занимаваме со златни визии. Види, имам ја златна виза, ние да немам. Ај со годините. Толку ми е мојот капацитет. На нулта е среќа, немам ништо испотрошено на неа, но признавам, ја имам, како картичка. Со некои лимитирани, не знам, 1000 евра, колку можам нешто на кредит да земам. Среќа ништо не сум земал, жив и здрав сум. Но јас, како и вие, драги мои, сме само обични голтари кои едва си врзуеме крај со крај. Не дека нешто се жалам, но морам да ви признам дека работите се поприлично врвка кога се однесува за обичниот граѓанин. Нели? Кај сте, што правите, како правите, зошто правите и така натаму. Но, во секој случај, стварно, ние сме обични смртници. Затоа што очигледно дека постојат безсмртници. Ама, знаеш какви безсмртници? Абе, тоа е, не, мислам, неописливи. Абе, дечки, како да ви кажам, бе? Мислам, од кај сте? Што правите? Добри сте? Ние немаме Нобеловци, ама имаме Голденовци. Голден овци. Сега ми дојде ова. Златни овци. Леле, колку плямпам у место, пред да почнам со главното да го кажам, а никако не ми се каже, овде ми стои, затоа што не да ми е дегутантно, него не можам да ви опишам колку не ми се збори. Имено, нашиот драг опозиционер, пред новинарите, пред недела дена, тврдеше дека нема златна виза, затоа што некој како нас почнал да чепка и сватил дека има златна виза. И го прашува нормално човеко, дек ти е визата? Кај бе ја виза? Шо сте запнале бе толку луѓе ја и виза? Кој ви е тој муаве дека ја и виза? Арно, ама испадна дека имало виза. Зошто? Затоа што после некое време човекот си призна. И шо призна? Си призна дека има виза. Прво демантира дека има виза. Не, вака. Венко демантира, а Филипче потврдува. Венко демантира поседување на виза, Филипче признава дека бојата на визата е златна. Добро, бе. Знаеш како? Се смеам ако се будалетинки и не знаат да се извадат. Ме нервира ако се обидува будала да ме направи. А очигледно ме прават. Имено, керефеките од опозиционерите кои идат во Дубај, очигледно не се туку така. Не е небитно дали се станови, колку се милиони и така натаму. Јас само се надевам дека истрагата ќе покаже, а дека вие
на локалните избори кои ќе ги имаме годинава, ќе се сетите кој лаже, кој краде и откаде нему. Види, откаде на Филипче златна виза. Златна виза обично има Грција, Кипар, има и Италија. И е предодредено со големи суми милиони да купиш имот, да вложиш во нешто и можеби да добиеш таква виза. Во Дубај таква виза се добива ако вложиш огромни пари. Нашите новинари, моите колеги, вашите омилени новинари, открија дека најверојатно лапање, бутање имало, постанови се гради, кој што и како е небитно. Важно, тоа е бандата. Не сум ја, не сте вие. Туку доаѓаат овде ми глумат солзи за настраданите овие онија, а ваму си го прчат китка им вене. Знаеш, мој другарки многу заминаа во Дубај. Најчесто работејќи како стюардеси, библиотекарки, историчарки, културолошка размена, мижи јас сам да ти бајам, они ме лажат, ја им климам со глава. А таа ставила силикони на уста, силикони на гради, нима ново и силикони на задник се става. Со гардероба каква што и така натаму. И одма ти е јасно дека она таму за историја, култура, дека е за литература, за наука, а не за некој си таму. Да помислиш, не дај Боже, нешто. Институција или како се викаше, проституција, институција, не знам, не, сигурно не е така. Дубај е Лас Вегас на обратната страна на светот. Таму култура не барајте. Барајте пари, барајте перверзија, барајте лесни жени, барајте скапи жени. Како и да е, ние треба да се занимаваме затоа што, пазете, ние даваме пари затоа што таа опозициона партија освоила втора, ајде да речеме опозициона партија и добива пари од гласачите, некоја гласа. Пази, тоа се мои и ваши пари. Државата им плаќа одредени суми пари на партиите кои се во парламент. Срамота, дајте срамота, не ме правите будала. Некој ќе ми рече, Јанко, критикуваја власта. Што да ја критикувам? Што ги потрошила сите асфалтни бази? Што нема асфалт? Што сликата на коце забранет влесе стаена на секој магазин за песок, цемент и асфалт? Што на Министерство за транспорт и врски асфалтните бази, колку ги имаме, 3-4 во Македонија, кога звони Александар, овие не му креват. Викам, како не му креват, министер, ајде, не, гледај, празно е. Здиста, ненормални. Еден патен правец, друг патен правец, автопат, ова, она, ваму, таму. 8 години не уживавме, сега нон-стоп треба да работиме. Ете ви критика. Што сакате, бе? И после зошто ќе се занимаваме со овие? Затоа што навивате, вие, драга опозиција, овие да се вратат на власт. Ова власт не чинела, овие да се вратат. Епа, еве ви го златниот газ. Природен газ, оној што треба да потече, пошто наши направиле интерконекција со грчките пристаништа, кај што ќе пристигнува газот и ќе иде до термоелектраната на Неготино и таму ќе се произведува многу поевтина струја која и како ни треба, ама тоа не е битно. Битно е опозицијата што ќе кажал. Епа еве, најдете опозицијата, ја не можам да ја најдам за изјава. Затоа што од Дубај не се одлепија, затоа што креми за сунчење испотрошија, кофи купуваат. И ние будали, него вие бе будали што им верувате. Треба да исчезнат ако сакате да има добра опозиција. Еве, не ја сакате оваа власт. Со овие ли бе?
Абе, но вие ли ќе им се спротиставите? Абе, дали сваќате и тие двајца, тројца градоначалници што ви остана и тие ќе ги изгубите, бе? Не е нормална работа. Златна виза и тоа. Пази, мртов Владој. Замисли колку си го поценува па своето членство, бидејќи за нас и не е битно кој не му веруваме или кој гласаме за други. Туку века, слушај, да, овие ме се ретарди, шо да им кажам, ке голтаат. Абе, дај им нокшир од бебе, вака со диареја, ке го од нашите лапај. Перверзија. Абе, свестете се, бе, вас будали бе прават. Од вас крадат, од сите нас крадат. И може да има опозиција. И може утре да се роди некоја опозиција која ќе ја сруши оваа власт, еве ја мразите. Немате причина зошто реална, конкретно едноставно не сакам ВМРО. Па срушете ја. Ама срушете ја со честни луѓе, срушете ја со добри кадри, срушете ја со луѓе на кои ја не можам дамка да им најдам, на кои ја не можам да им најдам златна виза затоа што им се позлатило нив во градежништвото во Дуба, а они се инвеститори. Од кај им се парите? Од осигурувањето, од изгорената болница, од Турботурс, од превртените автобуси, од провизиите за вакцините, од испоплячканите и илјадници души што испоцрка во болниците за време на корона, за парите исполапани за фабриката за електрични автомобили, за коридорот 8 кој се дадоа стотици милиони, шајка не се закова, а уште сега искачаат и се истрчаат. А овика тоа е наш проект. Што е бе твој проект? Си седел у кофана и си вртел цигарите, ќе направам. Еве ги вие прават. Па нели ја реков, бе, ме памтиш укав. Буквално таков е простачки муабетот во Македонија за се и со се. Па, дечки, thank you and fuck you. Слушај ваму. Не, у врат ке им дишам. Не. Нема више бушман да прават од овој народ и нема да ја ке се борам да не се врати таа конфигурација. Не ми е проблем мене СДСМ. Мене ми е конфигурацијата на луѓето кои се докажаа дека лажат, крадат, сушат, алишта диплат, спијат на кров и имаат двошки. Слушај ваму, се гледаме. Некојаш.